Благодарам, почитуван председател на собранието, почитувани колеги, почитуван премиер и министри. Во насока на заложбите на владата за оптимизација на државниот апарат и веќе донесените законски решенија за намалување на коефициентите за преспретување на платата на пратениците и останатите избрани и именувани лица, се набетна потребата од намалување на месечниот паушал кој им се исплаќа на членовите на Комисијата на Агенција за пошти како непрофесионално ангажирани лица. Затоа предлагаме предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги да месечниот надоместок за членовите на комисијата од 2 се намали на 1 просечна нето плата исплатена во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика. Воедно со предложените законски измени се врши зајакнување на стручноста и компетентноста на председателот и членовите на комисијата, а се допрецизираат случаите во кои може да дојде до престанок на мандатот, односно разрешување на председателот и членовите на комисијата, исто и директорот на Агенцијата за пошти. Исто така со овој предлог на закон, Агенцијата за својата работа е должна до собранието да доставува годишен извештај за работа за претходната година и годишна програма за работа за наредната година. Се предвидува дека доколку Агенцијата за пошти не го достави овој извештај и годишната програма за работа до собранието во утврдените согласно закон рокови, истото да биде причина за колективно разрешување на комисијата. Ваквите законски измени ќе ја зајакнат одговорноста и стручноста и компетентноста на председателот и членовите на комисијата и на директорот на Агенцијата за пошти при извршување на нивната функција. Битно е да се наведе дека предлогот на закон не предизвикува финансиски импликации врз буџетот и за негово спроведување не се потребни дополнителни финансиски средства од буџетот. Од сите овие наведени причини, а врз основа на членот 175 алинеја 1 од деловникот на собранието, имајќи во предвид дека не се работи за сложен и обемен закон, предлагаме собранието да расправа по овој предлог на закон во скратена постапка. Ви благодарам.